Тој одбрал една тема и ја крстил Бесценети креации. Ќе ви кажам подоцна зошто е тоа така. На почетокот да ви кажам дека во разговор со него тој спомна дека доста брзал за да ја стигне ова изложба и горте на тоа што завршил на време, меѓутоа брзал, ама не ги избрзувал делата, туку напротив, во секое дело оставил по дел од себе, една позитивна енергија која што, како што вели Пане, сака на еден начин како една искра да се врати во очите на гледачот. Многу убаво кажано од негова страна. Друго, тој ми спомна дека ова изложба, нели, се разбира дека му значи многу и дека ја посветува на неговата тетка Милена. Да? Како што вели тој, многу важна личност во неговиот живот. Сега темата, Бесценети креации. Тој кажа дека не е ненамерно така крстена оваа изложба. Тоа е едно прикажување на овие 28 дела, на овие слики, на овие цртежи. И со ова тој сака да ни покаже дека и човекот и животните и за тие два вида, значи нема ништо по бесценето од своите чеда. Тие мали нежни лица, тие мали делови биле големи мотиви за тој да ги направи овие 28 креации. 28 креации кои што на еден начин представуваат таа креативна љубов на малите бесценети креации. Тука некаде завршува авторот со тоа негово, нели, што сакал да каже со изложбата. Се разбира, нели, секој уметник општо никогаш не докажува што сакал да каже. Остава, се разбира, и на гледачот во овој случај, на читателите, и така натаму, тие да си направат една своја, нели, концепција во главата како тоа би требало да изгледа. Се надевам дека и Пане исто така мисли. Токму тоа е таа една искра која што неговото дело ја враќа назад кај гледачот. Иако имаше невреме надвор, мене ми е драго што ве гледам во голем број. Исто така, сакам да му се заблагодарам на директорот на Домот на културата и на вработените што ми овозможија ова вечер да ја одржам мојата втора самостојна изложба. Втора моја самостојна изложба и, како што гледаш самиот помене, малку сум возбуден. Бидејќи не очекував и овој пат да достигнам успех во мојата кариера, која полека ја градам. Што ни излагаш вечер во Кавадарци, каква техника се сликите? По ова вечер јас сакам да представам 28 дела, од кои што сакам да комбинирам делот животинскиот и човечкиот свет. Малку поабстрактно и во темата на графика. Дури не очекував, меѓутоа секое трагање по уметноста е интересно. Кажи ми, дали продолжуваш понатаму да сликаш нешто слично или пак не? Па секогаш сум за нов предизвик и секогаш ќе барам нешто ново. Така да во иднина очекувам и подобри дела од овие. Дизајнот? Со дизајнот продолжуваме. Школувањето на што го вети во Шпанија, учењето? Поради некои финансиски проблеми, школувањето во Шпанија ќе го одложам, но затоа ќе го продолжам во Бугарија. Значи, ќе имаш еден, односно два факултета? Да. Пане, млад ти може тоа да го заврши. Кажи ми, кога да те очекуваме наскоро, дали ќе учествуваш на колонија ова лето? Па, ова лето се надевам дека ќе бидам повторно дел од ликовната колонија Михаилово Кавадарци, па ќе се видим. Овие присутни овде се знак дека ја почитуваат уметноста на Пане? Да, како што и сам гледаш, дури на времето не спречи оваа изложба да продолжи.